Работилницата се организира во рамките на проектот Граѓанските организации во служба на локалната демократија, имплементирано од подружницата на асоциации на агенции на локалната демократија АЛДА од Скопје и Сдруженијето на финансиски работници на локална самоуправа и јавните предпријатија ЗФР и Европското движење. На присутните денеска во ресторанот Моклиште, каде што се одржа работилницата, им се обрати Тодор Ефремов, кој говореше за партиципацијата на граѓанските организации во процесот на донесување на одлуки. Инаку цел на ова работилница е да се воспостави повисоко ниво на комуникација меѓу граѓанскиот сектор од една страна и општинската администрација, именуваните и избрани лица од друга страна, во насока на постигнување на повисока цел, односно степен на отвореност на локалните институции кон заедницата, зголемено учество на граѓаните во процесот на донесување на одлуки, а на неа присуствува, како што рековме, голем број на посетители, меѓу другото, главно представници на невладините организации од општина Кавадарци. На оваа работилница говорија и амбасадорот во Република Македонија, неговата екселенција Кристијан Тимоние, и градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев. Мене ми е чест и задоволство што денеска можеме да покажеме на транспарентност и рецепт за демократија, за локална демократија. И посебно ни е чест и задоволство што една од најдемократските земји и еден од најдемократските амбасадори во Република Македонија денеска е тука заедно со нас да го покажеме тој рецепт и да кажеме во иднина како треба да се одвијат процесите, за да можеме да имаме една демократска и локална самоуправа и демократска држава. Во рецептот не ни фали многу, го имаме рецептот, само треба да го практикуваме. А практикувањето значи да не се мешаме во сите работи, секој се гледа својата работа, и ако треба сега да го поврзиме ова со кујна или со готвење на ручек или јадење, ја би кажал да се знае кој става сол, кој става бибер, кој става запрашка, за да не дојдеме до двојни работи. Амбасадор, што мислите вие? Je suis très content d'être ici. D'abord pour... Ке кажам само дека сум пресреќен што сум денес овде, затоа што сакам да слушнам како се воспоставува соработката и покрај тоа што ќе кажам дека немам рецепт, не носам со мене како да се остваруваат работите и покрај тоа што Франција е земја што жива демократија, во последно време со можеби премногу жива демократија. И денес јас ќе ви зборувам за сите наши експерименти кои што можеби не се толку задоволителни. И тие рецепти можеби се веќе застарени затоа што истите постојат од времето пред да постои интернетот. Сега концептот на комуникација е сосема поразличен, а и политичкиот концепт е сосема поразличен и можеби затоа ќе биде интересно да се види како да се усогласат сите тие концепти и да се подлабочи соработката со локалното ниво. И мислам дека ќе може многу повеќе да научите од нашите грешки отколку од нашите успеси.